Да го поздравиме кандидатот за пратеник од изборната единица 5 на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, лице со големо политичко искуство и силен поддржувач на процесот на развој и реформа на Македонија во парламентот и голем борец за нашиот град Велес, господинот Илија Димовски. Благодарам. Од вечерва е јасно. Во Велес победува ВМРО ДПМН. Почитувани мои сограѓани, представува и чест и задоволство, меѓутоа и одговорност да се застане после еден пратенички мандат со гордо крената глава и со чист образ пред сопствените граѓани и да се каже што е она што ВМРО ДПМН го сработи во минатите 4 години за нашиот град. Почитувани, 15-20 години Велес беше збришан од мапата на Република Македонија. Велес го беа заборавиле сите влади на Република Македонија. Почитувани, оваа влада на Никола Груевски го ја смени таквата ситуација и почна да го враќа Велес на мапата на Република Македонија. Ке споменам зошто. Пред 4 години Велешката болница ја наследивме со долг од над 2 милиони евра. Велешката болница тогаш ја раководеше председателот на СДСМ од Велес. Денес Велешката болница се реконструира, се разградува и се гради, се копаат зидовите, се реновира хируршкото оделение, се реновира интерното оделение, се реновира гинекологија, се реновира заразното оделение, се бутка до грамата, се копаат зидовите, се мести нова инсталација. Денес во Велешката болница набавуваме нова опрема, набавуваме компјутерска томографија, ехоапарати, мамографи, инкубатори, хируршки столови и други инструменти. Инвестициите кои што ги правиме во Велешката болница се близу 2 милиони евра. Разликата е јасна. СДСМ ја остави болницата со 2 милиони евра загуба, ВМРО ДПМН инвестира 2 милиони. Почитувани велешани, ситуацијата и во болницата во Јасеново е иста. Сите они од вас кои што сте биле во Јасеново, а тамо одиме за разноразни кардиоваскуларни и болести на дишните патишта, можете да посведочите дека болницата во Јасеново е едно големо градилиште и таму се копа, и таму се менува дограмата, и таму се менува инсталацијата, се менува кровната конструкција и таму се набавуваат нови медицински апарати. Инвестицијата во болницата во Јасеново достигнува над 1.600.000 евра. Почитувани, образованието во Велес 15-20 години беше целосно запоставено. 15-20 години шајка се немаше сменето во ниту едно училиште во нашиот град. Почитувани велешани, денеска со чист образ и со гордост можеме да кажеме дека нема училишна зграда во нашиот град во која што не се изврши одредена реконструкција, каде се смени дограмата и од старите дотрајани дрвени џамови наместивме ПВЦ прозори, каде се сменија кровните конструкции. Во сите училишта набавивме нови училишни клупи, нови столчиња. Во сите училишта во Велес ги реконструиравме санитарните јазли. Во сите училишта во Велес ги реконструиравме и ги комплетиравме кабинетите по информатика, меѓутоа и набавивме компјутер за секое дете. За 4 години разликата е очигледна. Пред 4 години нашите млади луѓе си ги кинеа панталоните, си ги кинеа фармерките на дотрајаните столчиња, денеска учат во комплетно современи услови. Високото образование е уште една гордост за оваа влада. Почитувани, пред 4 години да се студира беше скапа работа. Во нашиот град немаше високообразовни институции. Нашите млади луѓе за да студираат мораа да одат во Скопје. Тоа чинеше по студент најмалку 2000 евра. 2000 евра. Денеска, почитувани мои сограѓани, со гордост можеме да потврдиме дека во нашиот град работат и функционираат студии на повеќе од 5 факултети,
a едниот од тие факултети е матичен и е основан во нашиот град. Денеска во Велес студираат 2000 млади луѓе, 2000 фамилии може да им овозможат на своите млади генерации солидно и поевтино образование. Почитувани, пред само 4 години, секој дожд, секој порови за Велешани беше трепет. По ова град се плачеше и се плашеше дали ќе се свлече и дали ќе се срушат куќите на левата страна на градот. Предходно, нити владата на Бучковски, нити владата на Црвенковски, нити предходната локална самоуправа, нити денар не даде за санирање на свлечиштето Рамина. Почитувани Велешани, после доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН се постави подпорен зид во висина од 34 метри внатре во земјата. Замислете колку бетон и колку арматура се 34 метри. 4 години благодарение на тој зид и фала му на Господа немаме нити 1 милиметар поместување на земјиштето на левата страна на градот. За да биде разликата поголема, почитувани Велешани, таму каде што пред 4 години се рушеше, денеска завршува со изградба ново игралиште за жителите од левата страна на градот. Во нашиот град, почитувани мои сограѓани, има уште многу работи со кои што можеме да се пофалиме. Во делот на земјоделието нема да ви ги кажувам бројките кои што и онака секој ден можете да ги чуете на телевизиските екрани. Јас ќе ви кажам два едноставни податоци. Во нашиот град, почитувани сограѓани, минатата 2010 година земјоделски субвенции добија 2800 фамилии. Тоа значи дека 10.000 луѓе имаат конкретна и директна помош од политиката за поддршка на земјоделието во нашиот град. А целата сума која што овие 2800 фамилија имаат добиено изнесува 3,5 милиони евра. Толку колку што СВСМ делеше во цела Македонија, толку ВМРО ДПМН дели само во Велес. Почитувани наши сограѓани, нашиот град, како и другите урбани центри кои што се развивале брзо во време на индустриализацијата, има еден голем проблем. Тоа е проблемот на дивите градби. Почитувани мои сограѓани, во нашиот град над половина од луѓето живеат во куќи кои што немаат регулирано урбан статус. И тоа луѓето не го правеле поради тоа што се криминалци. И тоа луѓето не го правеле поради тоа што не сакале. Тоа луѓето го правеле поради тоа што не можеле да платат скапи цени на комуналиите кои што беа до пред некое време и во нашиот град и во Република Македонија. Ова влада на ВМРО ДПМН и парламентот донесе закон за легализација на дивите градби. Во нашиот град, почитувани сограѓани, ни повеќе ни помалку, 6000 куќи ќе си го легализираат својот статус. 6000 фамилии за само по ова година ќе си ги легализираат своите куќи. Ќе може да ги остават во наследство на своите деца, ќе може да ги заложат за кредит, ќе може да ги користат за подобрување на својот животен стандард. Почитувани Велешани, ќе прашате што владата на Република Македонија направи за подобрување на вработеноста во нашиот град. Ќе ви кажам неколку податоци, после кој и најголемите критичари ќе мора да останат неми. Во нашиот град, во минатите 4 години, почитувани Велешани, по основ на проектите за самовработување и стимулација за вработување на ранливите категории на граѓани, државата има исплатено 987.338 евра, односно владата на Република Македонија во нашиот град за самовработување и за вработување на ранливите категории на граѓани има дадено поддршка од скоро 1 милион евра. Нека испадне јунак и од нашиот град и од овие кои што овие денови хараат низ Македонија и нека кажат што повеќе направиле за Велес и што повеќе направиле за подобрување на вработеноста во нашиот град. Почитувани Велешани, ќе ви кажам една символика. Тие што сте постари овдека, веројатно ќе посведочат.
Последни два капитални објекти кои што се направени во нашиот град беа зградата на тогаш училиштето Јосип Брз Тито, сега Блаже Коневски, и спортската сала тогаш 25 мај, сега Гемиджи. Меѓутоа, тие два капитални објекти се изградија пред 25-30 години и не се изградија со пари од општината и не се изградија со пари од државата. Тие два капитални објекти се изградија со пари од тогашниот самопридонес. После 30 години за прв пат во нашиот град се гради капитален објект со пари од државата. Се гради новата зграда на театарот во Велес. Со тоа зграда ние го враќаме ликот на Велес, го ставаме Велес во центарот на интелектуалните и образовни процеси во Република Македонија. Почитувани велешани, кога сме кај само придонесите, постарите повторно ќе може да потврдат. 88 или 89 беше воведен самопридонес за изградба на браната Лисич. 5 или 10 години секој вработен и секој пензионер од нашиот град одвојуваа по 2,5% од својата плата и од својата пензија за изградба на браната Лисич. Уште 10 години потоа, милиони и милиони марки се одвојуваа од буџетот на Републиката за да се направи браната Лисиче. Што наследивме во 2006 година? Дали памтите дека ниту пола брана немаа направено? Ниту пола брана немаа направено, а 20 години ги збираа парите токму од вас. Зашто ги користеа парите? Зашто? Колку црвени буржоаски фамилии се збогатија од таа брана Лисиче? Колку комунистички фамилии направија палати од таа брана Лисиче? Колку? За само 2 години од доаѓање на ВМРО ДПМН на власт во Велес се направи браната Лисиче, се направи цевководот. Денеска градиме нов цевковод за езерото Младост. Езерото Младост ќе се снабдува со вода од браната Лисиче. Во наредниот период сите земјоделци од тој дел на Велешко ќе се снабдуваат со вода за поливање на своите земјоделски насади. Во наредниот период ќе градиме и нови цевководни системи од браната Лисиче. Почитувани велешани, имаме и многу предизвици, имаме и многу работи кои што треба да ги направиме во следниот период. Ние мораме да продолжиме да градиме патишта во околината на Велес. Го направивме патот за Подлес, го направивме патот за Чичево, го направивме патот за Водоград, го направивме патот за Дреново. Многу наскоро ќе почнеме да го правиме патот за Горно Јаболчиште. Многу наскоро ќе започне со изградба патот за Мокрени. Многу наскоро ќе започне реконструкцијата за патот за Раштани и за Бузалково. Многу наскоро ќе започне со реконструкција патот за Мамутчево и за Иванковци. Знаете дека сите влезови околу Велес се реконструирани. Дали доаѓате од кај Башино село, дали доаѓате од кај Штип, дали доаѓате од кај Долгирит, од Чашка, од Извор, можете да посведочите дека десетици и десетици километри асфалт, реконструкција и проширување на патиштата е направено. Ние знаеме дека со тоа не ги решивме сите проблеми. Ние знаеме дека допрва треба да инвестираме во инфраструктурата и ќе продолжиме да го правиме тоа. Меѓутоа, исто така можеме да посведочиме дека ниту една влада претходно не направила толку асфалт, не послала толку километри колку што ВМРО ДПМН е направи во овие 4 години за Велес. Почитувани велешани, во наредниот период пред нас има предизвик. Дел од касарната да го ставиме во функција на економски развој на нашиот град. Почитувани велешани, пред нас има предизвик. Двете индустријски зони во кои што се продадоа сите градежни плацови за изградба на погони, конечно да станат оперативни, конечно да се отворат нови погони, да се отворат нови фабрики и конечно во нашиот град да се отворат нови работни места. Меѓутоа, ниту една влада, ниту една локална самоуправа претходно не успеа да ги продаде и да ги стави во функција сите зацртани плацови за изградба на овие погони. Оваа влада донесе закон со кој што на сите оние кои што се спремни во рок од 6 месеци да изградат погон,
и кои што се спремни во рок од една година да започнат со работа и да вработат да отворат нови работни места, да им ги продаде плацовите за исклучително поволни места. Во Велес повеќе нема слободни плацови за изградба на деловни објекти. Тоа што ќе го прави општината е дека ќе зацртува нови плацови, а тоа што ќе прави владата е да ги притиска овие инвеститори еден ден порано да ги отворат своите погони и еден ден порано да се отворат нови работни места во Велес. Почитувани велешани, овие денови слушам дека Стефчо Јакимовски харал по нашиот град. Зборувал за сиромаштија, зборувал за социјала, зборувал за работнички права, зборувал за вработување. Меѓутоа, почитувани велешани, кога ќе го видите, прашајте го, господине Стефчо Јакимовски, дали бевте вие тој кој што сиромашните луѓе ги сместувавте во Катланово, а преку вашата невладина организација перевте пари? Господине Стефчо Јакимовски, прашајте го директно него, кога зборува за социјала. Дали вие бевте тој кој што на 14.000 фамилии им ја укина социјалната помош кога беше министер за труд и социјална политика? Прашајте го Стефчо Јакимовски, господине Јакимовски, дали бевте вие тој што денес зборува за работници, а велеше дека работниците во Македонија се заштитени како бели мечки и дека бараат леп преку повеќа? Почитувани велешани, кога ќе го видите Стефчо Јакимовски, прашајте го, кога ќе зборува за вработување, прашајте го, дали беше тој Стефчо Јакимовски кој што овдека во Велес и во Скопје и во Карпош и во Источна Македонија аплаудираше кога неговиот лидер Бранко Црвенковски ветуваше по едно вработување за секое семејство. Прашајте го пред да почне да зборува. Почитувани, во Велес од секогаш била голема битката, кој ќе победи. Во Велес тој што ќе победи во Република Македонија. Меѓутоа, денешниот митинг и оној мал собир на социјалдемократите од пред една недела, разликата и јадниците луѓе тука и стотината луѓе таму се доказ дека во Велес ќе победи ВМРО-ДПМНЕ. Зошто е тоа така? Во Велес и во Македонија, меѓутоа во Велес ВМРО-ДПМНЕ е реформирана партија. Во Велес ВМРО-ДПМНЕ знаеше да им даде црвен картон на сите оние што наштетија на угледот на партијата во минатите 20 години. Денеска не се со нас тие кои што направија штета во минатите 20 години. Денеска тие можете да ги видите на собирите на Љупчо Ѓоргиевски и на Љубе Бошковски. Денеска ВМРО-ДПМНЕ во Велес е партија на креативни луѓе, е партија на образовани луѓе, е партија на млади луѓе, е партија на луѓе кои што се грижат за својот град и на луѓе кои што се борат за својот град. Денес Велес ВМРО-ДПМНЕ е партија која што гради, која што отвара факултети, која што реконструира училишта, која што прави хидросистем. А што е Социјалдемократскиот сојуз во нашиот град? Социјалдемократскиот сојуз во Велес е една нереформирана партија во која што уште владеат лицата кои што 96-та година ги бираат судиите во Велешкиот суд. Денес Социјалдемократскиот сојуз е партија во која што уште владеат оние кои што ги спроведуваат стечаите и грабежот на фирмите во нашиот град. Денеска во Социјалдемократскиот сојуз владеат децата на тие судии кои што ги спроведува стечаите во нашиот град. Тоа е разликата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз во Велес и ВМРО-ДПМНЕ. Затоа ќе победи ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани, уште еден краток апел. Почитувани велешани, нити Љубе Бошковски е оној за кој што протестиравме и баравме да се врати од Хаг, нити Љупчо Ѓоргиевски е оној во кој што се крстевме дека ќе изведе Македонија на правиот пат. Почитувани велешани, денеска поделбата е јасна.
На едната страна се тие кои што се борат за правото и правната држава, на другата страна се оние кои што се борат да го заштитат криминалот. На едната страна се правдолюбивите, на другата страна се оние кои што не сакаат да платат данок. На едната страна се оние кои што сакаат да го заштитат уставното име на државата, на другата страна се оние кои што се спремни да го сменат. На едната страна е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, на другата страна се Љубе Бошковски, Љупчо Ѓоргиевски и Бранко Црвенковски. Почитувани Велешани, на 5 јуни гласајте за листата под број 5. Само тоа е гаранција дека ВМРО ДПМН ќе остане на власт, само тоа е гаранција дека Никола Груевски ќе биде повторно премиер на Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Велес, Господар благослови Македонија. Дами и господа,